Која говори вистината, Бујар Османи зборува едно, Димитар Ковачевски друго. Премиерот го одбил францускиот предлог, барем ако можеме да веруваме во неговите зборови, додека министерот за надворешни работи вели документот на Макрон не е одбиен и е прифатлив за Македонија, само потребни биле интервенции во одреден дел. Доколку се најде решение за ова спорно прашање со протоколите, останатиот дел од францускиот предлог е решение кое што е прифатливо за нас. Знам дека има реакции под нас зашто има посебен акцијски план за малцинства, за етнички заедници. Морам да кажам дека таков план има за сите земји, меѓутоа се дел од еден друг пакет. Овде е спуштен како посебен инструмент, затоа што се разбира имавме две страни, мораше да се задоволи и другата страна. Правдајќи го Макрон што не нарече северномакедонци, Османи ни ја каже тажната вистина која што ја добивме со Преспанскиот договор, односно дека светот повеќе не познава како северномакедонци, отколку како македонци, бидејќи самиот кажа какво било името на земјата, така ја нарекувале надвор од земјава. Сепак, вели, добро било што грешките, кои за честија се повеќе, биле поправени од оние кои грешат. Јас сум убеден, затоа што разговаравме, дека францускиот претседател тоа го кажува без никаква намера, зашто за обично е таква, доколку како е името на земјата, така се нарекува. Имаше такви грешки во неколку други наврати, во кои што веднаш они што ги знаат спецификите се коригираат. Ставовите на Османи дека францускиот предлог сепак е прифатлив за Македонија со интервенции во протоколите е контра оној на неговиот барем официјално шеф Димитар Ковачевски, кој во стил на патриот документот на Макрон го одби во Брисел. Предлогот во ваква форма, каква што е во моментов, е неприфатлив за мене, за претседателот на државата, за владата, за коалиционите партнери и за граѓаните на Република Северна Македонија. Доколку во текот на француското претседателство се постигне разбирање за нашите позиции, ние сме подготвени да се вклучиме во разговори за истите, за да се започнат преговори до крајот на јуни. Дека ќе биде сторено се што е можно францускиот предлог на крајот да помине, покажуваат и зборовите на Емануел Макрон, кој во своите излагања јасно порачува дека бара решение на спорот меѓу Македонија и Бугарија до крајот на месецов. Ќе продолжиме со ова. Ги имаме преговорите со бугарските и северно-македонските колеги да се најде решение и постигне договор во следните неколку дена и сите се подготвени тоа да се формализира. Би сакал да им се заблагодарам на бугарскиот премиер, коалицијските партнери, но и опозицијските партии кои тоа го изгласаа. Честитки за Македонија на напредокот. Се уште има работа да се заврши, но ова сепак е напредок. Она што е проблематично за Македонија се јасните бугарски ставови, кои речиси едногласно се прифатени од сите политички фактори во Бугарија, а за жал се поразителни за Македонија како држава.